Добро утро. Во следните 10 минути ќе поразговараме околу новогодишните понуди од туристичките агенции. Колку се продадоа на туристичките аранжмани и како на крајот на годината тоа се одрази врз самите туристички агенции. На оваа тема денеска ќе зборуваме со господинот Стеван Пишевски, кој што во име на Стопанската комора за туризам ќе говори во следните минути. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Благодарам, добро да сите ваши гледачи. На почеток јас би сакала да позборуваме, како што кажав, околу аранжманите, продажбата на аранжманите. Видовме на излогот, а и внатре во самата агенција, каде што се наоѓаме во агенцијата Савана, има понуди, новогодишни понуди за зимување, меѓутоа има ли интерес од граѓаните? Морам да речам дека интересот е согласно ситуацијата во која што се наоѓаме. Не велам дека нема, меѓутоа значително е многу помало отколку минатите години. Секако постојат услови за патување, не може да кажеме дека не, да некои земји прифаќаат со тест, ПСР да се влезе, некои без тест. Некаде се воведоа ограничувања поради новогодишните празници, меѓутоа можем да се патува и се патува, меѓу другото секако најмногу во Македонија, во земјата, каде што капацитетите кои што се на располагање, односно кои што се отворени, нудат програми за нова година согласно протоколите пропишани од надлежните министерства. Во однос на странските патувања, групните патувања се, да не кажам, минимални, значи нема големи бројки, има индивидуални патувања, каде што одредени лица, дали пред нова година, односно после нова година, патуваат, почитувајќи, исполнувајќи ги условите за влез во на земја, нели патување воопшто. Кои се најпопуларни земји за патување периодов? Со оглед на статистиката и податоците, каде има најмалку или најмногу заболени? Зборуваме генерално целата оваа година, најмногу се ако зборуваме за зимава сега, пак патниците секако ќе се решат пред се додат тамо кај што нема потреба од обезбедување на ПСР тест, каде што се ограничувањата помали, односно каде што туристите се повеќе добре дојдени, да кажеме, односно во смисла на заштитните мерки. Најмногу се патува во земјата, од околните земји, тамо каде што е лесно се оди, тоа е Албанија, лесно се оди во Турција, во Србија од 20 јануари веќе, од декември до 10 јануари, колку што знам, ќе има одредено ограничување. И имаме, за среќа имаме и патници кои што патуваат на далечни дестинации согласно условите и можностите во моментов, затоа што има доста ограничувања во број на летови. Меѓутоа сите тие туристички земји се трудат на многу начини да ги мотивираат туристите да повторно дојдат, гарантирајќи безбедноста во смисла на придржување до строги протоколи и до исполнување на тие услови кои што ги бараат надлежните министерства за безбеден одмор. Така да во целиот свет веќе, бидејќи се научивме да живееме и се учиме да живееме со вирусот, веќе се применуваат сосема различни нови стандарди во кои што и се прави мотивирање на патниците да патуваат, меѓутоа со голема предпазливост и високо ниво на безбедност, за да сепак луѓето нормално, колку што може нормално имаат еден убав одмор и едни убави доживувања. Вие учествувате, односно Стопанската комора за туризам учествуваше во креирањето на четвртиот пакет мерки, кои што имавте и повеќе барања, нели, кои што ги доставивте и до владата и до Министерството за економија. На крајот, како сте задоволни кога веќе почна да се реализира овој пакет мерки? Само ќе ве исправам тука, Стопанската комора за туризам учествува уште од почетокот, самиот почеток на кризата, кога по предлог на Агенцијата за промоција на туризам беше формиран комитет или кризна група која што ги решаваше, ги предложи голем дел од мерките кои што се спроведоа. Морам да кажам дека во однос на туризмот, сепак ние сме како гранкова комора, кај што имаме агенции, хотелиери, превозници, туристички водичи и институции, односно образовни институции кои што се врзани со туризмот. Имавме доста добар увид во состојбата и добра информација од нашето членство, така да предлозите што ги дадовме беа доста конструктивни, од тип и од вид на помош, меѓутоа и од тоа да на државата и биде полесно да ја поддржи нашата гранка.
Најголем проблем кај нас е што нашиот промет е паднал повеќе од 90% во просек, некаде 95, да кажеме бројката, и не е коректно да се споредуваме со некои други гранки каде што прометот е паднал 20 и 30%, што беше цел на првата група мерки при финансирање на платите на вработените. Во тој случај многу фирми ја добија помошта, меѓутоа сакам да кажам и ние исто така. Тоа беа 9.000 нешто денари нето плюс придонеси по вработен за 3 месеци или вкупно 27.000 и од тогаш до октомври месец немаше никоја друга мерка. Не можам да кажам дека сепак сме благодарни што воопшто имаше помош. Последната мерка е прва сериозна мерка која што нас ни даде малку повеќе помош во смисла на да ја запазиме ликвидноста. И така да со Министерството за економија беа организирани многу средби на таа група на тие и беа земени в предвид со тоа што при спроведувањето се јави одредени проблеми. Особено кај мерката на Министерството за финансии, кој што за октомври, ноември, декември требаше да се исплати одреден износ на платата за вработените, каде што беше ирационално воведена мерка дека услов беше да бројот на вработени од август. Така да ние имавме голем дел наши членки, особено големи хотели кои што имаат многу вработени, поради тоа што имале на определено време вработено во сезоната летна, не можеа да користат таа мерка затоа што бројот на вработени во август и во октомври секако никогаш не е ист. Генерално се надеваме дека ќе продолжи соработката меѓу нас и владата и дека во иднина ќе се изнадат нови моменти, односно решенија да нашиот сектор успее да го преживее и да го преброди овие премрежија и дека во иднина ќе можеме повторно да работиме нашата работа на задоволство на нашите клиенти. Така, споменавте на почетокот на разговорот дека најмногу има интерес за аранжманите кои што се нудат тука во земјата, значи дали Стопанската комора за туризам малце повеќе ќе работи во следниот период токму на промоција на убавините кои што ги има Македонија, меѓутоа и на менување на навиките кај самите граѓани кои што многу често во своја режија, така би се изразила, си наоѓаат викендици, си наоѓаат апартмани или одат директно во хотел, па таму платуваат. Колку ја користат агенцијата воопшто како посредник кога се работи за тукашните аранжмани во земјата? Морам би ви го кажал следното. Мислам нормално дека Македонија е еден битен сегмент од нашето работење, независно само за домашниот пазар, туку и за странските гости кои што ги има се повеќе секоја година. Тука се вложуваат доста средства и во промоција, и во организација на тури. За жал, странски гости немаше минатата година, односно доста ограничен број. Во однос на домашниот пазар се работи за навики, се работи за промени кои што ги донесе новиот начин на комуникација. Меѓутоа морам пример да кажам еден дека доколку беше вклучен посериозно секторот, на пример со ваучерите кои што за одмор кои што ги доби добар дел од граѓаните, кои што останаа неискористени во голем процент, доколку беа вклучени туристичките агенции конкретно сакам да кажам, таа промоција и искористеноста ќе беше многу поголема и мислам освен хотелиерите ќе беа вклучени тука и агенциите, превозниците и сите други ќе одеше во еден друг пакет низ повеќе канали и поголема промоција. Односно ќе се понудеа опции да тие се искористат, тие граѓани што ги земаат да сепак почувствуваат одредени бенефити од таа помош од државата. Сакам да кажам со еден збор дека сепак професионален пристап, односно така наречен патнички консултант, секаде во светот постои, нема никогаш да ја снема таа дејност, јас сум тоа сигурен, затоа што како што имате ваш личен адвокат или не знам стоматолог или друген правен застапник, секако дека и на луѓето ќе им требаат и советници и во оваа дејност. Така. Господине Бишевски, јас ви благодарам за издвоеното време. Нас времето толку ни дозволува, верувам дека барем малку успеавме да ги дозволиме апетитите на граѓаните, на нашите гледачи во однос на тоа што се случува во туристичките агенции, како се одвиваат патувањата, можеби овој критичен период во време на пандемија. Ви благодарам за гостувањето во Утрински брифинг.